Почитувани, Кичево изминатите години доживува неравномерен регионален развој. Огромната територија на општината дава и огромни проблеми. Имаме региони каде се инвестира и региони каде воопшто не се инвестира. Власта целосно потврли. СДСМ е власт и на централно и на локално ниво. 4 години нема ниту еден проект, ниту на централната власт, ниту на локалната самоуправа, а кој ќе значи развој за Кичево. Кичево е единствен град во Македонија кој има дива депонија во непосредна близина на центарот на градот. Ветија дизлокација, а таа се уште стои и го труе градот. Кичево е единствена градска населба во државата која нема ниту парк, ниту плоштад. Кичево е обезличен град. Власта ветувачи и економско заживување, ветија активирање на рудникот за манган Стогово, кој во минатото ранеше цели фамилии. Нема работа за која не излажа. Ветија отворање на нов коп во рек Осломи и продолжување на работниот век на термоцентралата, што ќе значи нови работни места и за гарантирана екзистенција за многу семејства и градот, а не реализира. Наместо нова механизација во рек Осломи, тие продолжија да најмуваат приватни фирми блиски до нив за да испумпуваат пари преку тендери. Власта која не се грижи за новите генерации, не се грижи ниту за иднината на државата. Ветија изградба на нови градинки, а ништо од тоа нема. Капацитетите се преполни, а цели семејства не можат да си ги запишат децата во градинка затоа што нема место. Власта потврли и излажа на секое поле. Излажани се сите граѓани, македонци, албанци, турци, роми, срби, буквално сите. Кичево остана и без автопатско поврзување со Охрид, кое требаше веќе да биде готово. Нема инвестиции, нема развој. Времето во Кичево е застанато. Време е за промени. Време е за луѓе кои ветуваат и исполнуваат. Се што е реализирано во Кичево досега е направено од власта на ВМРО ДПМН. Ние знаеме да работиме и тоа сме го докажале. Време е за нов почеток. Ви благодарам на вниманието.